Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Денеска ќе зборуваме за билка која што е доста распространета, за билка која што е гледана како коров, но дали знаевте дека итекако е коров и сепак лековите и покри тоа што е многу тешка за земјоделците да искоренат. Денеска зборуваме за тучницата или уште позната како тушт, некоја нарекуваат свињерка. Значи има доста имиња, некој тчница, зависи до пределот, но не верувам дека има некој кој што не ја знае оваа билка и како што реков на почетокот кога најавов емисијата, значи станува збор за доста досадна билка и доста распространета насекаде, значи оваа билка расте насекаде, буквално расте на суви почви, преферира суви почви, значи можете да најдете покрај патишта, покрај линии, на необработени места, во вашите ниви, во вашите дворови, во вашите бавчи, значи буквално расте насекаде. Се карактеризира со тоа што значи има пред се нема разгренет корен, значи коренот е многу плиток, многу мал. Оваа билка значи е ползачка билка, тоест се шири, значи расте буквално ползачки по земјата. Незините стебла се нешто кафеавко црвенкасти, кои што се доста дебели, се доста меки, листовите се исто така меки, а се на самиот врв на билката се поставени самите цветови кои што се во жолта боја. Оваа билка значи се бере цело време, има достапно цело време, негде од пролет па се до ова годишно време, дури може некаде и до октомври да најдете. Бидејќи, како што реков, е доста распространета, за лековити цели се бере целиот надземен дел, односно се користи значи стеблото со листот и цветот заедно. Оваа билка по низината структура значи пред се потсеќа на чувар куќето, зошто бидејќи 90 до 95% ова билка содржи вода и е водлеста, баш буквално е доста водлеста билка, значи дури кога ќе ја скршите почнува да тече вода, затоа е доста издржлива, значи поради незините сокови кои што ги има во неа. Од незиниот хемиски состав, значи може да се најде пред се богата со витамин С и тоа има 4 пати повеќе од лимонот витамин С. Потоа содржи витамин А, содржи железо, содржи магнезиум, содржи омега-3 масни киселини, значи има доста богат хемиски состав и доста лековита билка. Можеби оние кои што не знаат сега ќе гледат со потценување на оваа билка, бидејќи пред се во народната медицина, односно во народот, оваа билка ја користеле како храна за добитокот, по-конкретно како храна за свињите, затоа е наречена свињерка. Но доста заборавено е дека оваа билка се користела и од страна на луѓето, односно се користела не само во народната медицина, туку се користела и во македонската кујна за припрема на најразлични јадења од неа. До ден денес значи се употребува во Турција, се употребува во Грција, тоа многу поинтензивно, значи од неа може да се изработат најразлични чорби, најразлични варива, најразлични манџи. Нашите стари во нашата традиционална македонска кујна значи ја употребувале за правење на пити и погачи, значи се месело со неа во изостанок на спанак, блитва и слично, значи ја користеле тучницата или како микс со овие други билки и секако како што реков, оваа билка може да се користи во форма на тинктура, никако не сме да се користи како чај, бидејќи во форма на чај значи ќе испанат сите лековити супстанции, односно ќе го изгубиме витаминот С, ќе останат сите други компоненти, но како што реков витаминот С е многу битен, затоа од оваа билка значи исклучително се припрема тинктура и се припрема свежа, значи може да се јаде во свежа состојба, во салати и слично, или пак јас како што препорачувам во форма на сок. Зашто се користи, што највеќе ве интересира, значи тучницата пред се користи како најдобриот чистач на крвта. Ја чисти крвта темелно во случај на холестерол, триглицериди и слично, значи вие прочистува крвта, прави еден голем детокс на самиот организам.
Морам да напоменам дека има јак диуретичен ефект. Зошто? Бидејќи, како што реков, самата билка е вода, затоа може при употреба на оваа билка се зголемува мокрењето. Внимавајте за сите вие кои што имате низок притисок, бидејќи прави пад на притисокот, значи за оние луѓе кои што имаат висок крвен притисок пак многу ќе ви прија, бидејќи како што реков тера на мокрење, а со самото тоа го намалува и високиот крвен притисок. Значи ги стимулира бубрезите. Потоа, поради омега-3 масните киселини кои што ги содржи извънредна за лекување на проблемите со срце. Поготово сите вие кои што имате проблеми со срцевиот мускул, односно со ослабен срцев мускул, оваа е билка број 1 која што треба да употребувате, бидејќи го јакни истиот, имате природни омега-3 масни киселини. Тоа се киселини кои што ги имате во ретки, значи состојки, природни состојки, значи го имате еден од нив вие тучницата, потоа го имате во лененото семе, во рибата и слично, но по-конкретно значи во тучницата го има во поголеми количини. Потоа можете да користите за проблеми со видот, поради тоа што има витамин А, значи во форма на, како што реков, на сок или тинктура, извънредно е да се користи при проблеми со очите. Поради тоа што оваа билка, значи морам да напоменам дека сите луѓе кои што имаат проблеми со бубрезите, во смисол да имаат камење или песок во бубрезите, би требало да одбегнуваат оваа билка или да не ја користат воопшто, бидејќи самата билка има во себе оксална киселина, а оксалната киселина се таложи во бубрезите и се формира, значи, камење и песок. Кога употребувате оваа билка, морам да напоменам дека треба да одма после употреба на оваа билка некој млечен производ, за да може самиот калциум да се сврзе со таа оксална киселина, да не се натрупа во самите бубрези. Оваа билка ви е исто како и блитвата, исто како копривата, значи сите овие билки имаат оксална киселина во себе и затоа при проблеми со бубрези, односно при камења и песок и слично, оваа билка доколку ја потребувате, напорено со млеко, јогурт или слично, за да може таа оксална киселина да се врзе. Би ја препорачала и за оние кои што имаат анемија, за сите слабокрвни, за сите кои што се чувствуваат дека немаат енергија и слично, бидејќи подигнува, оживува на некој начин, поради тоа што содржи железо, содржи магнезиум, изварена билка за проблеми со реума, за сите оние кои што имате болки, сите оние кои што имате проблеми со зглобови, сите оние кои што имате проблеми со наразлични проблеми со мускулите, после вежбање, воспалени мускули слично, тучницата ви треба да ви биде ваш пријател, бидејќи содржи големо количество на магнезиум. Овде го имате во природна форма. Користете го, пак ќе кажам, во форма на сок или во форма на тинктура. И да ја користите секојдневно, немате никаква штета. Само нели бидете внимателни да не прескакнете препорачаната доза. Во Стари Египет оваа билка се користела како билка за слабење, зошто? Бидејќи, како што реков, го стимулира мокрењето, со тоа се вадат вишокот на течности од организмот. Во случај да имате вишок течности во организмот, едема, односно водената болест, да сте подуени, да имате подуеност, оваа билка треба да ја користите, бидејќи, како што реков, го зајакнува мокрењето и вади вишокот вода од организмот и делува одлично на самиот организам, бидејќи освежува. Во зимските денови може оваа билка да се користи при настинки, при грип, зошто? Поради витаминот С, кој што го има во многу повисоки количини отколку во лимонот, значи како што реков, научно е докажано дека има 4 пати повеќе витамин С од самиот лимон. И затоа би требало да ја користиме не само овој период, туку и зимоска, да си припремиме некои лековити супстанции од неа, верувам дека навеќе ви интересира како се припрема. Значи, тинктура од тученица се припрема така што се зема 200 грама билка, свежа билка, добри сецкана, се налева со литро ракија. Остојува тоа 21 ден со секојдневно проклатување. Ја процедувате после и ја користите во капки, односно 20 капки 3 пати на ден разматени во вода. Тинктурата од тучница можете да ја најдете кај мене, значи јас ја припремам истата.
Во случај да ви притреба, да немате, можете да се обратите, јас имам достапно. Како форма на сок, значи земате тучница, добро исецкате, ја блендирате само како одња и потоа користите по едно кафено лажиче до 2 на ден разматени со вода или можете директно во устата. Можете да ја ставате во салати, значи како додаток во салати или да правите стрикно од неа. Многу добро доколку се комбинира со краставица, многу добро доколку се конзумира со домат. Сецкана добро, ставена во салата, исто како што реков, можете да ја користите. Многу луѓе исто така ја користат за киселење, значи стебленцата ги сецкаат, ги ставаат во оцет и потоа за киселени во форма на зимница ги јадат зимно време. Значи, повторно ќе кажам, станува збор за билка која што е доста безбедна, може секој да употребува, нема штетни ефекти, евентуално луѓето со низок притисок треба да внимаваат за дополнителен пат на притисокот и секако оние кои што имаат камења во бубрезите. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија, ви благодарам што бевте тука со нас, верувам дека дознавте нешто повеќе за оваа билка и секако дека ќе ја применувате. Ви посакувам да бидете во добро здравје, се гледаме во следна прилика.